Колешке Јована, факт е дека депонијата Буково е пренатрупана и го труе населението од Охридско-Преспанскиот регион, но сметам дека не е коректно да поднесувате амандман, колку да поднесете и да се пофалите пред граѓаните дека сте побарале средства за оваа депонија. Прво, ова го велам од причина што оваа сума што ја барате е недоволна, а второ, затоа што знам дека сте свесни дека овој проблем бара поголем ангажман од само да се обезбедат средства и не може проблемот да се реши преку ноќ. Како што кажа и заменик министерот, средства се обезбедени, а во случајов вие барате само средства, но не кажувате решение од каде да почне да се решава проблемот. Затоа ве информирам, за ваша информација, ако не сте знаеле, а беше спомнато предходниве денови на оваа комисиска расправа, на 27.11, значи задутре, во Советот на општина Новаци е закажана седница на која ќе се формира предпријатие за регионална депонија и врз основа на таа одлука сите општини ќе можат да си партиципираат за овој проект. Да подсетам дека поранешната министерка за животна средина вети дека до 2024 година оваа регионална депонија ќе биде отворена, но како што велат, каде што Социјалдемократскиот сојуз ветува, појдете со малечка торбичка, па ова ветување остана во наследство на владата предводена од ВМРО ДПМН, која пак, за разлика од претходната влада, во рекорден рок од само 3 месеци успеа да го откочи проектот. Значи, при обезбедени средства од Светска банка, не се направи ништо од ветеното, иако и препораките од УНЕСКО, како што кажавте, налагаа депонијата Буково да биде затворена до 2020 година. Имаме посветена влада, имаме одговорен градоначалник, кој исто така, ако го пратите, кажа дека депонијата ќе се огради, ќе се осветли, ќе се постави видеонадзор и ќе се покрие со 4000 кубици земја. Значи, ве замолувам да бидеме коректни, да поднесуваме соодветни амандмани со соодветен износ на барани средства и што е најважно, да нудиме соодветни решенија. Како што спомнав, владата е сериозна, веќе е откочен проектот и фаза по фаза ќе се реши проблемот со депонијата Буково. Во однос на наредниот амандман, како што го спомнавте, би сакала да се надоврзам за да не ја одземаме два пати простор. Средства во износ од 6 милиони денари колку што барате нема да помогнат за решавање на проблемот. Потребни се повеќе средства за да се изработи проект за обработка на отпад и ве информирам дека општина Охрид нема апсолутно никаков проблем да ги обезбеди средствата, но потребна е студија за начинот на кој би се дислоцирала депонијата и да се изгради современа депонија со сите стандарди што ќе значи заштита на животната средина. За крај, повторно ве убедувам дека имаме сериозна влада која посветено работи, обезбедува средства и овие проблеми како се започнати да се решаваат и ќе бидат решени во најбрзо можно време. Ви благодарам.